И онака старата опрема и возила на тетовските пожарникари значително се оштетија или уништија во големиот пожар на 30 мај, па тие стравуваат дека во следна ваква поголема неприлика ќе нема со што да интервенираат. Изгорени или оштетени се многу црева и други делови од опремата, заштитните одела, како и возилата. Повеќе од 50% од цревите што ги потребиме и млазниците. Еве на пример ова. Тука може да снимите дека е расипана, не можеме да го потребиме више. Имаме цреви расипани, имаме камиони со дефекти, големи дефекти. Ние постојано преку медиумите даваме црвен аларм за јавноста, но сега е навистина проблематично, велат пожарникарите. Додека функционерите купуваат луксузни возила, тие гаснат пожари со камиони стари со децении и опрема која е веќе употребувана. Би сакал и би апелирал и до кај врвот на државата да ни помогнат, да ни излезат во пресрет, значи со опрема, со камиони, со било што, не бараме ништо друго луксузно, но би рекол и за другите територијални противпожарни единици низ целата држава, да им се помогне не кога ќе се случи некој масивен пожар, да се интересираат една недела или 10 дена после да не заборават. При ваква состојба, пожарникарите нема да имаат сила за борба со поголеми предизвици. Ние нашето здравје, го ризикуваме, го даваме за безбедноста и сигурноста за нашите граѓани, но и државата треба да мисли малку и за пожарникарите. Биејќи, верувајте дека не само Тетово што се случи ова случка, низ цела Македонија пожарството ние на многу ниско ниво. Дај Боже да не се случи нешто друго сега поблизу, пошто стварно ние сме уморени до крај. Во големиот пожар над 15 пожарникари се соочија со задушување и дехидрирање. 2 претрпеа и физички повреди.